Жал, пред само 2 дена бевме сведоци на еден ужасен, невиден, трагичен настан кој се случи во Кочани. Загинаа 59 млади лица, повеќе од 160 се повредени во сериозна здравствена состојба, критична може да се каже. Македонија жали, не се памети ваква трагедија во Македонија. И секој еден родител и совесен граѓанин, верувам дека се прашува, можеше и моето дете да биде таму, што со моето дете, излегуваат навечер, колку се безбедни нашите објекти, локали, дискотеки, кафулиња, во моментите кога нашите деца се забавуваат таму. И јас се прашувам, верувам дека и секој еден родител си го поставува ова прашање и бараме одговор. Жално е што секогаш чекаме да се случи некој немил настан па да почнеме да ги дискутираме овие теми. Тема на овој подкаст секако ќе биде безбедноста на објектите во нашиот регион, не само во Струмица. Гостин во овој подкаст Ефтин Митров. Добре дојде во мојот подкаст. На почетокот само да те најавам, 19 години раководител на пиротехничари во дирекција за заштита и спасување. До пред 2 месеци, сега си пензиониран. Председател на Сдружение на пиротехничари деминери, стоп на експлодирани мини, тоа ви е сдружение, председател, и 15 години офицер род инженерија. Беше и во ЈНА, и во Арама. Уште еднаш добре дојде во мојот подкаст. Ти благодарам што се одзва на мојата покана да разговараме на ова, би кажал, горчлива тема. Благодарам и на вас на поканата. Најпрво да изразам сочувство на семејствата на загинатите и се молам и искрено се надевам сите повредени да оздрават и да се излечат од ова лудило. Да, сочувство и од моје име. И еве на самиот почеток пак ќе прашам, зошто мора да се случи таква трагедија за ние да почнеме сега да дискутираме на ова тема, па да се прашуваме безбедни ли ни се нашите деца и локалите, дали работат соодветните услови, па има инспекција, па нема инспекција, зошто не се почитуваат законите, зошто кај нас мора во обратен правец се да оди? Еве, чисто да кажам, ние половина година се договараме за овој подкаст, некогаш јас имав обврски, некогаш вие и никако да се усогласиме и сега, за жал, после оваа случка се усогласивме, веќе сум и послободен. Во неубаво време разговараме за оваа тема, инаку ние ќе разговаравме за таа тема и... Ке беше едукативно повеќе. Едукативно, бидејќи ние проблемите ги имаме не од денес, ги имаме точно 33 години, а јас ги согледав од пред 19 години кога влегов да работам во дирекцијата за така наречената дирекција за заштита и спасување. Јас пак ќе кажам така наречена, бидејќи јас 19 години таму се борам за да биде дирекција за заштита и спасување и 2021 година во емисијата Код реков треба да и се смени името во дирекција за предизвикување на општа опасност. Зошто? Бидејќи јас работам со експлозиви, со неексплодирани убојни средства, опасноста од тие средства во Македонија е страшна. После ќе се надоврзаме, ќе кажеме. Да, го имаме и тоа како тема. Многу време зборувам на 19 години зборувам, се борам за нешто да се оправи. Едноставно немате слух во општеството и за жал, знаете... Немат слух институциите и одговорните... Одговорните во нашата институција, фактички, како ќе го почнеме, и одма на луѓето ќе им биде јасно за што ќе зборуваме денес, за жал, ќе зборуваме за нешто што не треба да зборуваме. Значи, ќе прочитам еден пост на Венко Андоновски, го имам веќе 4 години во телефонот и си го читам скоро секоја недела. Човекот се што има напишено не е за овие 4 години, точно е за цело време. И ќе им биде јасно на луѓето што се случува, која е реалноста во нашата земја. Значи, што е негативна селекција? Тоа е пост на Венко Андоновски. Негативна селекција е кога намерно начело се избира послабиот за да не оди напред подобриот. За да не мора да се оди напред, за да не мора да се работи. Тоа е цената на мрзеливоста, комоцијата и диктатурата на просекот. Луѓето ќе сватат реалноста што се случува.
Тоа е кога народот сака да го убие најдобриот, затоа што најдобриот го засрамува просекот. Тоа е моја дефиниција по искуство со персонализмот и колективитетите. Обично него сакаат најдобриот затоа што најдобриот им покажува колку се ретардирани, надуени, неработливи. Во оваа држава постојат луѓе што откако ќе го испијат утринското кафе, за жал, прават планови како сопствениот бофал ќе го продадат како А класа, а прават планови, цели стратегии нацртани на хамер како ќе им постават бариери на способните, од Бога бакнатите на надарените, значи целта е да се постави барикада. Тоа се случува во целото општество, за жал, веќе 30 години. 33 години. Ние 33 години цело време одиме. И за жал страдаат нашите деца. Да. Настрадаа 59 деца. Ќе поставам уште на почетокот прашање, го спомнав во самата најава. Колку се безбедни еве во Струмица и околината? Нашите дискотеки, клубови, ноќни барови, кафичи, во кои излегуваат нашите деца. Можеме ли да спиеме мирно, ние родителите? Не, апсолутно не. Еве, јас имам ќерка, тинеџерка, не ја пуштам никогаш, баш од тие причини. Јас не одам никогаш во диско, не сум ни одел, затоа што таму ако отидете, само е потребно една искра и никогаш нема да излезете. Тоа е сега прв случај кај нас, за жал, дај Боже да е последен, ама не верувам како се одвиваат работите. Извини, со ефтим ке ти се обраќам. Да, се познаваме цел живот. Се познаваме цел живот. Да, но мораме да ги пуштаме децата да излегуваат. Да. Не можеме да ги чуваме дома во стакленот звон. Точно, ама сепак најосновната кривица прво е кај родителите. Ако малолетно дете, 14 годишно, 15 годишно, до 4 сабајле го нема дома и родителите не се прашуваат каде е до 4 часот, а во диската и во така наречените кабареа, знаеме дека се служи на една маса литар алкохол 5000 денари. А во законот за угостителство децидно е напишено не смее да се точи алкохол на малолетници. Прво, малолетници не смеат да влезат. Тоа е јавна тајна. Тоа е првиот прекршок. Тоа е првиот прекршок. Го пуштаат да влезе. Ако веќе оно излегло од дома као да се прошета, па отишло во диско без да знаат родителите, нели? Се зависи од домашното воспитување, дали оно ќе се осуди да отиде таму или нема да отиде. Ако веќе отишло, тој што е на вратата, зошто е ставен на вратата? Може би ќе промаши кај некој дете со годините, но кај повеќе деца гледа дека 15, не е 19. Извинете, дај ми лична карта, немам. Слободен си. И тоа поминува, поминува, нон-стоп поминува. Тоа е јавна тајна, сите знаат дека е така, за жал, и сите, како да кажам, ние како родители и како луѓе, прво ние сме виновни. Како луѓе сме виновни, зошто сме дојдени до тој степен, до тој јавашлук, распуштеност, до 5 сати сабајли се по улиците. Јас сум ги гледал многу наутро кога одам, хоби ми е пчеларство у 5 часот, они у 5 часот тек одат да вечерат бурек па да си отидат да спијат. Да. Тоа е обратен процес, тоа е се испревртено. Во нашето општество испревртено. Мораме да бидеме самокритични. Така е, се согласувам со тебе и ние родителите, сакајќи да им, многу често го кажувам тоа во моите подкасти, сакајќи да им одоволиме на децата, да ги направиме срекни, ние всушност им правиме лошо. Но што со институциите? Како тие функционираат и дали тие презимаат некаква одговорност или воопшто функционираат институциите? Вака, за да направите некој објект, да биде дискотека или кабаре, како сакате наречете го, или кафич, има строго одредени норми како треба да изгледа тој објект. Значи, прописите се стварно перфектни. Законот е убаво точно се знае, например, објектот, например, основно за секој човек да знае, објект кој има најмалку 25 луѓе треба да влезат, мора да има 2 излеза. Значи, кај да поминете, значи, кога ќе видите објект, зборуваме за објект кај што ќе се сместени повеќе од 25 луѓе, треба да има 2 излези. Па вие сами сте свесни, гледате во градот дека и диската и кабарејата имат само еден влез и излез. Само еден. А до 25 луѓе, по 50 повеќе, па колкава да е големина, ширината на вратата, тоа е основата.
ако вие сакате да изградите некој објект. Тоа е првото. Второ, вратата влезна мора да биде од огнеотпорен материјал, не пластична. Значи, тие се норми кои се пропишани. Но кој ги контролира тие норми? Треба да го знаат. Мислам, знаат, ама они сакат да поминат, например, поевтино и им поминуват. Поминуват. За жал се гледа дека си поминуват без проблем. Јавните објекти, основа и основно правило е вратите на сите јавни објекти и кај што влегуваат повеќе од 25 луѓе треба да се отворат према надвор и да се блокират. Ние до пред 3-4 години се мачевме, колегите инспекторите, бидејќи јас работам со експлозиви, со колегите сме цел живот, мачеа по јавни институции, школи, вратите направени да се отворат према внатре. Па, доваѓаме до проблемот стампедо. Како? Штом дојдеме до вратата, првиот што ќе сака да ја отвори, зад него се уште 100 и тука ќе се залепени сите на вратата. Не може да се отвори вратата. По сите закони на физиката, он не може да ја завлече назад, па за да излезе напред. Сакате да кажете, основните прописи не се запазени и во јавните институции, да не зборуваме за дискотеките. Во училиштата ги сменија, на нивни трошок ги свртеа вратите луѓето. Ама некои од незнаење, некои од повеќето од незнаење, за жал. Некои луѓе не знаат дека така треба да има, треба да се информират. Кај е основниот проблем? До 2008 година техничкиот прием на објектите во државата го вршеше комисија за технички прием, во која што имаше градежни инженери, електроинженери и други разни структури. Сите компетентни личности, и плюс инспектор од дирекција за заштита и спасување за заштита од пожари, поплави, земјотреси, повеќе делови има. 2008 година тоа се укина. Тој закон се укина. Ние предпоставуваме зошто. Затоа што до тогаш, додека одеа колегите на увиди, нов објект што треба да се отвори, нема противпожарни скали. Он му кажува, јас не ти подпишувам, бидејќи немаш противпожарни скали. Му прави проблем на инвеститорот, така наречен. Стават противпожарно црево за хидранти, пластично. Мислам, тоа е апсурд. Ти во објект треба да гасиш пожар, а цревото што ја носи водата е пластично. Зошто да му биде поевтино на инвеститорот? Се знае какво црево. Тоа не е црево, тоа е железна хромирана цевка. Најверојатно власта тогаш на време го укина законот, затоа што инспекторите, зборам за нашиот регион кои беа одговорни луѓе, не ќе да ги подпишат такви пропусти и пуштање во употреба на такви објекти, значи е проблем. Тогаш едноставно ќе ве тргнеме и нема да сте таму. Полесната процедура е тие сами, сега ако сака... Техничкиот прием си го вршат сами на себе. Јас на тебе, ти на мене. Значи јас си решавам, градам објект, сакам да го прилагодам да биде дискотека, јас сама си вршам и елаборати и се. Братучедот ќе ми изврши технички прием. Нема да повикат инспектор од... Бидејќи оно ше првиот момент кој ќе дојде ќе види дека вие на техничкиот прием прво треба да имате, например, има објекти кои мора да имат хидранска мрежа, например, кај што има услови. Негде нели ако нема вода не може да имаш услови. Значи ти мора да ги имаш основните елементарни работи. Ако вратата не ти се отвара на двор, а имаш минимум 25 луѓе што ќе ти влегуваат у таа просторија од X причини, дали е деловна просторија, дали е канцеларија, дали е концертна сала, дали се димензиите на вратите тие. Зборам за колегите од овде, сигурно нема да ти стават подпис за тој објект да се отвори. И они тука имаа проблем и затоа тој закон го укина и од тогаш нема технички прием на објекти и затоа градежната мафија гради како што сака и ви гледате. И нема никаква контрола. Нема контрола. Спомна премиерот на некој од излагањата дека само 12 објекти нели во цела Македонија имаат сертификати или имаат лиценци за работење. Само во Струмица, јас колку што знам, например, имаме 2 нели објекти кои работат. Замисли во цела држава, ако во секој град има по 2-3, тоа значи дека цела држава на нас не е полна со дискотеки, кафулења без лиценци за работа. И скоро сите си јас што сум тука што сум ги видел колку што ги гледам се со еден влез. Во Струмица. Да, тоа сакав да прашам, вашето искуство што кажува. Гледам се дека се сите тие со еден влез. Тоа значи не треба да работат. Не треба да работат. Ама Министерството за економија им дало лиценца да работат
Како и гледам повеќето се регистрирани кабареа, за да работат до 4 часот. Зашто како кабареа? Затоа што за да се регистрира како кабаре е од 1000 до 3000 евра се плаќа лиценцата, ако е диско е негде од 5 до 7000 евра се плаќа таа лиценца, што трае една година. Значи и за парите. Плюс кабаре е скрос нешто друго. Кабаре, не може ти во кабаре да одржуваш концерт. Ние го крстивме кабаре. Кабаре е некоја си мирна атмосфера со сепарења, да се седат луѓето, да уживат. Тоа е кабаре, а не собира 100 луѓе, а внатре има 500. Основните норми за било каква просторија е, значи, на еден човек, еден квадрат. Површина му е потребна. Значи, ако е 300 квадрати просторијата, не може повеќе ти од 300 луѓе да имаш внатре сместено. Да. И сега кој Чист простор збори. Така, да. Еве во Струмица сме свесни, се прават посебно летно време, нели, разни концерти, спектакли. Имаат ли и самите организатори и собственици свесност за сето тоа? Еве, например, не знам дали има обезбедување во секој објект. Знаеме, се случува еве пожар или тепачка или некоја насакана ситуација. Кој е твоето искуство? Свесни ли се барем угостителите колку толку да ги заштитат децата, не знам, посетителите кои се внатре? Обезбедуваат ли платено обезбедување? Пријавуваат ли на полиција? Пријавуваат ли во, не знам, како се вика тоа, дека ќе се користат пиротехнички материјали на самиот тој концерт? Имаш ли такво... Ако е дискотека, значи има правила за кабаре и дискотека. Они затоа и ги регистрират како кабареа. Кабаре нема обврска да пријавува дека ќе има концерт. Дискотека е должна да пријави дека ќе има концерт. Дека ќе има, например, на концерт вие мора да си обезбедите обезбедување да имате. На поголем концерт мора да имате противпожарно обезбедување. Мора да имате брза помош, санитетско обезбедување, се тоа се плаќа. Значи МВР има правилник, норми за од час толку по толку, тоа се пари. За да се заштити, ништо од тоа не се прави. За да правите огномет внатре во објект или надвор од објект, вие мора да пријавите. Еве, јас конкретно имам од пред една година лиценца за огномети во Македонија со 6 фирми, не знам сите дали им се истечени лиценците, но се максимумот е 6, а колку им се валидни на другите не знам. Значи, 48 часа пред огнометот, не е битно дали е со едно испукување или 100.000, вие мора пред 48 часа минимум, пред случувањето да пријавите во МВР, има посебен образец, да го заверите таму, да пријавите кој го врши огнометот, кој е тоа лице со име и презиме што е лиценцирано, се знае кој има лиценца, во колку часот, колку секунди или минути има точно се знае, ово е 5 секунди, ово е 35, ово е 50. Свадбите кои се прават, викендите имаме огномети, прослава за младоженците. Јас да ви кажам, година дена имам лиценца, јас до сега имам правено огномети на 2 свадби, една нова година во Цар Самуил како нова година и една модна ревија во Цар Самуил, тие ми се 4 огномети што ми се правени, легални, пријавени, се знае кој ги прави, каде и зошто. А ние сме сведоци секоја ноќ, секој викенд. Па тоа кажувам, секој викенд гледаме огномети. И огнометите максимум е до 11 часот треба да бидат. Ние слушаме Сабајл у 1, у 2, у 3. И кај е проблемот и со огнометите, например. Јас често гледам на Бит пазар, на тезга се продават огномети. Па кој е тука виновен? Кога на тезга се продават, а во Македонија законски не смее да се продават пиротехнички средства и огномети на пазар. Може да ги користат само лиценцирани фирми да ги употребуваат они. Значи, таа фирма што работи со огномети си има магазин, што е одвоен надвор од населено место со громобланска инсталација, кај што се чува со видеонадзор или физичко обезбедување, тоа се експлозивни материи. Како јас да ви објаснам, тоа е експлозив. Опасни по живот. И овде не функционира. А ова се продава на улица. Еве конкретно кога држав настава во школите во Ново село пред Нова година и во исто време и децата ги советував и за некористење петарди,
Они ги знаат сите огномети по име, по шифри. Ги прашам, деца, од кај ви се на вас тие огномети петарди? Од кај ги купувате? Татко ми ги купи од Битпазар, чичо ми ги купи од Битпазар. Кои се виновни? Пак родителите. Да, значи на малолетните деца пак се враќаме на семејството. Ама тука е криво општеството, бидејќи дозволува на Битпазар, еве и денес да отидеме, они се таму еден куп продават. Да. Овде А овие што се лиценцирани, извини, значи он за да ги донесе тие огномети до овде, ги кошта многу. Значи, од кај ќе ги увезите? Транспортот е со АДР возило, специјално возило, со полициска придружба цело време. Вие плаќате полициската придружба од километар. Возилото го плаќате од километар што ќе ви ги донесе. Вие од старт сте дали 10.000 евра само да ја донесете робата. А некој со магарења преку Шарпланина ги донел во Битпазар и ги продава по 200 денари. Тоа е што викам црниот пазар кај нас од секојаш цветал и сите за жал замижуваат пред тоа и го толерират, еве, се додека не дојдеме до дека нема огромни жртви. Спомнавме пред да започнеме со подкастот дека децата во моментот кога се испалени не се огномети тие, некои прскалки, не знам што е. Прстал, фонтани се викат тие. Фонтани, да се направи и се пали и се гледа дека почнува да гори горниот дел од кровот. Децата не се свесни за тоа. Тие се снимаат. Да. И таква една снимка постојано кружи еве на социјалните мрежи, како всушност започнува пожарот. Нашите деца воопшто не се едуцирани што значи тоа, нели? И воопшто немаат никакви, не знам, основни познавања од такви катастрофи, па како да се спасат, како да се евакуираат. И што се случува? Фаќа општа паника и поголем дел од децата таму се загинати поради тоа стампедо кој е настанато. Во било каква ситуација, паниката е најголем непријател на човекот. Во било која ситуација. Штом сте во паника, тука веќе е тотален хаос. Ќе се спаселе многу повеќе деца да не била таква паника и да знаеле барем основни работи, да тоа што го имат бар сите, еве сега и ако не друго имаат кошула сите или палто, да го стават на устата за да не дишат врел чад. Повеќето од нив се имаат задушено од врелиот чад. Значи на нив од врелиот чад тој чад е врел, не он чад како само токсичен. Он е 500-600, во моментот 500-600 степени им ги гори трахеите и он едноставно моментално се задушуват. Да си стави мајцата на устата, ќе има време уште некои 20 секунди да се извлече. Тоа се, мислам, но во таа паника не размислува, тоа е, мислам, тие се грозни работи. Дали ако имаме некоја подобра, како би кажала, комуникација еве во самите школи. Знам дека правите обука во школите, но дали е доволно еднаш годишно, не знам, еднаш на 2 години се прави обука? Дали ако имаме постојано такви обуки, децата ќе имаат малце поголема свесност за тоа и ќе бидат малце поорганизирани за не дај Боже еве во такви ситуации кога ќе се најдат? Во образованието, училиштата се обврзани два пати годишно да одржуват вежби. Ние преку дирекцијата за заштита и спасување, преку здруженијето како волонтери одиме помагаме, преку Црвен крст, зборувам за регионот Струмица, апсолутно одиме во секој време, во нашето слободно време им помагаме, баш ради тоа да ги едуцираме. Ние трошиме од нашето слободно време за да им помогнеме, бидејќи нема на кој друг начин они да го научат тоа, например, спасување во случај на пожар, каде е чадот, како они да се движат, бидејќи чадот е горе токсичниот, доле се уште има кислород, да не одат исправни, треба да одат наведнени да стигнат до вратата. Ако вие сте високо, вие не ја гледате вратата. За жал. Ама ако вратата се отвара навнатре, првиот и вториот и третиот ако се залепат, не може да се отвори. Друг проблем што е, сте забележале во Струмица, сигурно и сега и гледачите ќе разберат, колку школи во околината на приземјето имат решетки на прозорците. Скоро сите. Да, и јас го имам приметено тоа. И што во случај на пожар? Од каде ќе излезат тие деца?
Во секоја школа во моментот има во смена 400-500 деца, така. Зборуваме од прво оделение, па тие деца од прво оделение, од најмалите, до пето оделение. Но оно на еден излез ќе излезат, не можат. Иако е дупла врата се отворена, не може да стигнат да излезат. Мислам, временски не можат и да сакат 500 луѓе не може да излезат за една минута. Ама преку прозорот први спрат ќе излезат. Од 1 метар ќе скокат, ќе скрши рака нога, ама ќе остане жив, нели? Ќе заздрави раката, ќе се повреди, ама ќе остане жив. Со која причина се ставени тие решетки? Имате ли одговорите информација? се ни влегуваат кратци, па сега веќе технологијата отиде напред, ставете видеонадзор, сигурно видеонадзорот е поевтин од тие решетки што се ставени. Гарант е поевтин. Фактички со тие решетки вие директно ја загрозувате безбедноста на луѓето. Начинот на извлекување на евакуација. Постарите школи се изградени со еден влез. Така е изграден едноставно, тоа е еден влез. Во Струмици ги знам, скоро сите има 2, некои 3. Сам Домасов конкретно има 2, нема 3. Вториот е кај салата, мал во излезче и тука главниот. Таа маса на луѓе не може да излезе на тие 2 излеза во не дај во било каков момент. Ама од прозорците ќе може да излезат од први спрат. Не мора да скокат од втори, ќе скокат од приземје. Ама кога има решетки на приземје, и пожарникари да дојдат, ќе не можат ништо да спасат од таму. Па и да. во диското видовте таму дека на прозорците имало решетки, едноставно они се биле во кафес. Едноставно затворени од сите страни. Да, имаше една изјава на девојче кој е спасано и кажуваше дека не може, ја прашува немаше ли можност да се излезе од некој прозорци, вика нема, само една врата имаше мала и тоа беше хаос таму. Прозорците со решетки заварени, едноставно вие се ставени во затвор. За жал. И вие треба да одите на забава во затвор. Да, совеста ни е толку колку што ние родителите ги пуштаме, еве децата се биле таму, голем дел се малолетници, но пак ќе кажам, одговорноста и на самиот собственик кој го прави тоа таму и кој става во ризик 500 млади деца. Новој што се одлучил таа работа да ја работи. Ако си спремен да ја работиш како што треба, работи. Ако не, ние ни почнува. Ама еве, ние бидовме буквално во кокошарници, се тие така наречени. Да, уште колку ги има во Македонија, тоа тек ќе излегува на па еве, и овде ги гледаме какви се со еден влез. Буквално само тој влез и е замрачен, ништо не се гледа за да не се гледа, нели? Од надвор не може да видиш. Смее ли тоа да биде? Не знам, за тој да законски. Замрачен. Да, сакав уште малку. Каква вентилација имат? Колков е капацитетот? За прочиствање. Овој димот што се пушта на самите концерти, па тоа пречи на дишење на младите. Генерално никој не го регулира тоа. Не. За жал. Сакав да те прашам уште малце околу обуката за децата. Дали сметаш дека треба да биде, не знам, предмет некој редовно да го имаат децата тоа во образовниот процес? Значи, наставната програма... Порано имаше, нели, прва помош и заштита, како беше? Така, бидејќи сопругата ми е во образованието и ги пратам, ја знам и наставната програма, мислам ја знам и ради нашата проблематика, Дирекција за заштита и спасување. Во самата наставна програма школите имат фонд на часови за заштита и спасување. Баш си имат фонд кој треба да го одработат. Ама за жал, знаете што и многу од наставниците што се помлади, и они не знам да ја одржат таа настава. Еве јас веќе цела година држам настава за неексплодирани војни средства по школите. И самите наставници се фасцинирани и се чудат, викат, ние прв пат слушаме за тоа. Еве, јас сум, например, тука и се уште ќе сум тука и ќе држиме настави и за противпожарна заштита, колегите држеа, се со цел да ги едуцираме. Но сепак треба и самите, они си имат во наставната програма, да си ги одржат тие часови. Да си ги одржат вежбите, како се излегува во случај на пожар, кој каде. Треба да се знае, нели тоа? Прописите, еве, например, за објектите, плановите за евакуација или плани за заштита и спасување, што е во некоја институција или фирма или диско, што е по нашиот закон, законот за заштита и спасување, таму е пропишено се. Буквално, во случај на пожар, кој треба да ракува со ПП апаратот, со име и презиме. Кој треба да ја исклучи струјата на фисклопката. Кој треба да пушти водата на хидрантот.
кој да врши евакуација, кој да пружа прва помош. И тие луѓе треба и така да бидат обучени. Точно треба тој што ќе работи мора да знае да работи со ПП апарат. Зборуваме за угостителски објекти. Не, воопшто. За сите институции каде што има повеќе од 25 луѓе, вие мора да имате план за заштита и спасување. Повеќе од 25 луѓе. Точно тие 25 луѓе се знае кој гаси, кој извлекува повредени, кој исклучува струја, кој се јавува во пожарна, или се јавува кој прв ќе види сега. Не точно, јас не сум тој. Се разбираме. Значи секој треба да се одржи обука и се одржува. Зборам за во Струмица, во фирмите колегите кај што одат, значи нема отстапки, значи не може вработените да не се обучени да знаат да ракуваат со ПП апарат. Тоа сакам да прашам во Струмица, каква е свеста? Што се случуваше? Случајот во хотел Манастир кој се запали пред 5-6 месеци, се запали фритезата во кујната. Па после се прошири пожарот на кровната конструкција. Зошто? Се запалил зејтинот во фритезата. И они прво што го гасат со вода. Тоа што е елементарната грешка. Вие фактички правите уште поголема бомба и така и тргна логано. Исто да со ПП апарат. Тоа е резултат на недоволно, незнаење, необука. Каква е ситуацијата во Струмица, компаниите? Знаеме дека имаме доста големи компании во Струмица, не само 20 вработени, 50 и 100 вработени. Вака. Има ли таа свесност да се обезбедат прво, нели, да има логистика за сето тоа, но и да се врши обука на вработените? За Струмица зборувам и за поблискиот регион, да кажеме и Радовиш, Гевгелија, имат за тоа што ќе почнеме сега од кој тоа го прави, нели, кој ги контролира. Значи, контрола на тие институции вршат инспекторите по заштита и спасување од Дирекцијата за заштита и спасување. Во Струмица се двајца. А тие двајца луѓе се за Струмица, Радовиш, Дојран, Гевгелија, Валандово, Берово. Тоа е физички неизводливо. Во Македонија ги има, од тука и почнува основниот системски проблем, што кажувам. Зошто ни се случуваат такви работи? Тоа што кажавме, што го прочитав од Венко Андоновски, ние не сакаме да имаме способни луѓе. Дирекцијата кога се формира имаше 15 инспектори. Мислам, повеќе беа, сега остана 15. Во Кочани конкретно е кај што се случи случката, од 2014 година нема инспектор. Отиде у пензија, таму нема инспектор. Нема кој да контролира. Никош нема. Не се вработува. На свој рад. Се знае, никој што сака прави. Гевгелија нема инспектор, Валандово нема инспектор. Треба да имат своји инспектори. Струмица треба да има двајца. Тие двајца се за целиот тој регион. Они се буквално секој ден новиди пожари на куќи, на автомобили, отворени пожари. Вчера беа во Радовиш, некни се бајле во Радовиш 2 пожари, пред тоа беа на некој отворен пожар, па на огражден на пожар. Увиди имат секој ден, увиди на последици после, на последици. Кај се редовните контроли? А превентивни мерки нема кој да Они одат луѓето, мислам, зборам за овде, ама не се застане. Тоа не можат они да го постигнат физички. Скопје има само 20 инспектори на цело Скопје, па цело Скопје е половина Македонија. 20 луѓе. Па кога они ќе стигнат сега? Не можат. А овде зборувам за фирмите, луѓето се совесни кога ќе им се укаже, бидејќи он инвестирал €1 милион во овој објект, кога ќе му објасниш дека треба да го има тоа и тоа ради себе. Ако бидејќи една искра отиде објектот што цел живот си се трудел да го изградиш за своји потреби нормално, до сега не сме имале проблеми или противени од луѓето од тој аспект. Да, но кога ќе им се укаже на тоа, пак се враќаме на таа основна едукација и познавање на сите тие последици од несакани, незгоди. Безбедноста од проверката на противпожарната безбедност е обврска на сопственикот на објектот. Него е. А контрола е на инспекторите. Се друго си обврска на сопственикот. А сервисирање на сите тие, да кажеме, хидранска мрежа, противпожарни апарати, се има лиценцирани
фирми што се за сервисирање на противпожарна опрема, стабилни инсталации, громобранските инсталации, тие си има фирми. Вие како инспектори, мислам не ти конкретно, меѓутоа спомна колегите, Да, постојано сте колегите, заедно, ние 19 се години сме случува да има казни за тоа во Струмичкиот регион? Например, излегувате на терен, констатирате дека не е во употреба противпожарниот систем кој што го има. Не, до сега не се сеќавам да случима, знае зошто. Баш зборувам бидејќи сепак луѓето се совесни. Сервисирање на еден ПП апарат кошта негде 2-300 денари. На самиот ПП апарат има дата до кога му трае рокот и фирмата што му сервисира си го има во системот и они пред време го подсетува и оди. Да кажеме, еве како што се регистрираме кола не подсетуваат да не заборавиме, така исто и за тие. Си ги обслужуваат, си ги одржуваат уредите. Тоа функционира генерално, да. Единствен проблем, како што можем да видам од нашиот разговор, се јавните објекти и локалите, таму кај што имаме концентрација на повеќе народ, таму ни е проблемот, ајде да кажем, во општеството и мислам дека треба... Кај што имаме многу голема маса на луѓе. Да бидам искрена, и јас многу често се прашувам, еве и ние одиме на концерти, па се случуваат настани и во парк, и на отворено, и на затворено, но многу ретко некој да се запраша дали има обезбедување, дали има амбулантно возило, дали има тоа. Знаеш, никој не го перципира тоа во моментот. Сите гледаме да се забавуваме некако, да не биде убаво, но кога ќе се случи нешто несакано, тогаш се прашуваме зошто немаш ова, зошто немаш ова. Дајте да се подигне малце таа свест. А сопственикот не го обезбедува тоа, бидејќи треба да го плати. Еве, нашиот систем колку е некомпатибилен, нема соработка меѓу институциите. Еден пример, бидејќи јас работам веќе 19 години со експлозиви, јас сум должен кога ништам гранати и експлозиви, да имам санитетско обезбедување, противпожарно зависи на која локација сум, значи обавезно санитетско, полициско обезбедување на локацијата и на транспортот. Што се случува? За транспортот полицијата пушта фактура, ја наплаќа услугата, а санитетското возило ја наплаќа услугата што е присутно. А јас сум државна институција, работам за безбедноста на луѓето, не сум приватна. Дирекцијата за заштита и спасување е директно под владата. Дирекција на владата. Кој на кого плаќа? И ги прашам, луѓе, ако се повредам, а не сте тука ве викнам, ќе дојдеме, должни сме, ќе платиме, не. А сега сте тука бидејќи треба да се штитиме. Мислам, смешно, апсурдно. Јас ги собирав 2 пати пред 10 години сите тие институции, Министерство за здравство, Министерство за одбрана, Министерство за внатрешни работи, баш за да се усогласат тие договори дека тоа е апсурд да ни праќат фактура, ќе решиме и ќе решиме. И си тераје, така се тера. Многу често знаат да кажат луѓето што ќе промениме ако кажеме, но јас го правам овој подкаст со надеж дека ќе дојде до ушите на оние кои треба, нели, ќе слушнат и ќе се разбуди свеста барем кај неколку од нив да бидат малце поодговорни, да профункционира еднаш нашиот систем како што треба, за да не гинат млади деца, да не гинат нашите деца. Има една поговорка, има песимист. Што е разликата помеѓу песимист и оптимист, нели? За жал. Кај нас, која е таа разлика? Песимистот вика, кај нас, вика од ова полошо не може да биде, еве како што е во моментот. Сите луѓе викат од ова полошо не може да биде. Оптимистот знаете што вика во Македонија во моментот? Може. Значи може уште полошо да биде. Јас не сум уште у таа категорија. Јас уште не сум се откажал, јас сум борец, цел живот се борам и имам реперкусии ради тоа, ама не се откажувам. Ама за жал се многу малку луѓе, знаете што луѓето се изморија веќе, изморени се од толку затруеното општество, што рековме, ако си ти способен, ти си непријател во твоите институции. Ти си неподобен затоа што го нарушуваш комодитетот на неработниците.
Еве, јас се соочував 19 години со тоа. Ти штом знаеш повеќе од нив? Мислим, си знаеш за својот дел. Ти им пречиш. Ти си им проблем. Ти им ја нарушуваш нивната неспособност, им сметаш, за жал. Да. И за жал, кога ќе се случи ваква незгода, тогаш сите се јаки на социјалните мрежи, еве споделуваат сите постови, жалиме. Треба малце да се обрнеме, треба да се обрнеме малце кон нас и ние како општество, јас пак ќе кажам, да бидеме малце критични, да го кажеме својот глас, еве, да се прават повеќе такви емисии, дискусии, да се разговара отворено. Ние како родители сите сме гневни. И моето дете можеше да биде таму. Не само гневни, ама нема гневни сме, ама треба да бидеме гласни. А не да дремеме и да ќутиме. Јас од секој сум бил гласен. Јас еве 19 години сум по медиумите, зборувам, ама за жал, еве 19 години јас сам си се викам 19 години не успеав ништо да направам. Јас се уште не се откажувам. Не успеав ради себе, ради идиотите од другата страна. Нема слух за сето тоа. Нешто не те слушат. Они те кочат. Ако не те слушат, ако те остават, ти ќе си работиш. Ама цело време те сопкат. Да. Мислам, ќе зборуваме на тој дел, докаде е стигнано, јас сум експерт по експлозиви, докаде сме ние стигнати со неексплодирани убојни средства во Македонија, нели? Основната тема што требаше да ја зборуваме пола година беше за НУС, ама сега ја опфативме овој дел чисто за безбедност. За жал, да, морав да ги кажам сите тие информации и да дадеме информации на јавноста дека и ние не сме многу безбедни тука. Дајте да преземеме чекори, да се направат некои превентивни мерки за да си ги заштитиме пред се нашите деца, нашата младина. Ми каже еден фрапантен податок, неофицијално во разговорот, годишно од 300 до 600 неексплодирани гранати на ОГТ. Таа е реалност. На територијата на цела држава, да. Да. Тоа е просекот. Сега најверојатно веќе ќе почне да паѓаат и нема кој да ги собира, што значи они ќе чекат да најдат некоја жртва. Неексплодирани убојни средства, шом се викат неексплодирани убојни, значи они чекаат некого да убијат. За жал, Македонија е земја која се уште е најзагадена од неексплодирани убојни средства. Земјите кои има пред 30 години војни, како што се Србија, Хрватска, Босна, веќе се 99% изчистени. Кај нас 99% од средствата, неексплодирани убојни средства, се од Прва светска војна. Точно пред 110 години, 105 години, ние уште ни стојат. И никој не се запрашува зошто уште ни стојат. Немаме стручен кадар за тоа? Или... Ние имавме до сега стручен кадар, ама едноставно немавме слух конкретно од нашата институција да се помогне на тие луѓе, да се унапреди, да се одработи работата како што треба. Ние сме единствена земја во Европа која се уште нема мапирано региони со НУС. Нема, единствена земја сме. Јас кога барав да се изврши... Тоа значи да се направи мапа и да се лоцираат каде се тие... Јас, например, за југоисточниот регион, точно знам каде ги има, бидејќи 19 години јас ги собирав, точно знам каде ги има. Каде се тие потенцијални Каде ги има, каде се уште ги имаме ние тие средства. Летото беше Казандол пожарот, имавме експлозии. Летото имавме на Галичица пожар, не можеше со авионите да се гаси, затоа што имавме експлозии од гранати. Па тие гранати не се од вчера ставени, они се од 1916-18 години таму. Стојат. По уште колку ќе стојат. Се исправни и уште 100 години ќе се исправни. За жал, уште 100 години на нас ќе ни гинат луѓе овде. Зошто? Затоа што нема кој да ги отстрани. Еве, ние бевме 7 пиротехничари, Македонија треба да има минимум 15. 7 пиротехничари сме од моментот од 2005 година. Сега во моментот се 20. Цела држава? Во цела држава. Ти еден? Од кој не е, јас сум веќе во пензија, за жал. Значи, еден во Штип, нема возило, што ќе ги има со точак, и еден во Битола, колега, кој моментално не може да дига поголем терет, се разболе и тоа е посебна приказна, бидејќи тоа беше труење од експлозиви. Многу луѓе не се разболеа од
таа работа, бидејќи пиротехничарите во Македонија не се воопшто заштитени. Значи, таа е најризична работа во светот, а кај нас е 10 пати уште поризична, бидејќи немате основни средства, опрема за работа. Вие немате основната опрема и средства за да бар да го намалите ризикот. Значи, основата во неексплодираните убойни средства е што помалку да го чепкаш, да го намалиш ризикот. Значи, најмногу треба да се чепне еднаш, да се подигне, ако треба да го транспортираш, што е. Кај нас се просекот 10 пати едно средство. Значи, вие се повеќе и повеќе го малтретирате, го возите под седиште у обично возило. Единствена земја сме што немаме возило. Да, во лада нива, во джип, под седиште. Сега е проблемот во моментот што останаа двајца. Јас пред 2 месеци кога си отидов, дадов извештај дека во Македонија има 350 гранати неуништени и треба да се уништат. За жал, таа бројка се зголеми нагло. Пред 2 недели се пронајдува во Битоло 203 гранати, сега е веќе бројката околу 600. Од меѓувреме секој ден се наоѓаат. Тие двајца колеги се секој ден тргнати. Тие гранати се уште си стојат во Македонија. Ние во моментот имаме негде околу 400 килограми чист тротил на територијата на Македонија на куп, што не е обезбеден воопшто, си стојат. И никому ништо. И никој не ги ништи. Прво нема кој да ги ништи, затоа што нема пиротехничари. Тие двајца луѓе не можат физички да постигнат сами. Господата не сакат да ги ангажират тие луѓе што се веќе во пензија, затоа што тие луѓе се уште знаат да работат. Способни се знаат. Поради своје его, суети, лични суети. И сега најверојатно ќе ги ништат луѓе што воопшто не се стручни, што не се пиротехничари, значи уште повеќе ќе се оди во криминал, во предизвикување на уште поголема опасност. Значи тоа е исто како и вас да ве повикам, одите ќе ги нешто. Кај тоа. И тоа се уште човечки жртви, за жал. За жал. Во Македонија, чисто е како информација, од 1956 година наваму, од тогаш имаме статистички податоци, се загинати 44 луѓе од неексплодирани убойни средства. Зборуваме што се вака пронајдени, чепнати. На стапнато нешто. Стапнато, фатено, удрено, играно со него, или до 160 тешки инвалиди. Од 1956 наваму. А првата и втората светска војна и после војните немаме податок, што значи таа бројка е сигурно преку 10.000 загинати. Само во 1945 година во село Колешино се загинати од една граната 13 деца, на 10 годишна возраст, случка во 45 година. Јас пред 2 години почнав наставата од кога го формиравме Сдруженијето по училиштата. Волонтерски ние го работиме тоа. Тоа е и тоа сакам Сдруженијето на пиротехничари. Тоа е мисија, тоа е цел на ваквото здружение. Едукација на првенствено на учениците и на градежните работници, бидејќи они се во реалноста сега, ни се они најризична група, бидејќи најмногу страдат деца од неексплодирани убойни средства и градежни работници и земјоделски, ама сега повеќе градежни работници во нискоградба зборам. Бидејќи они најмногу и налетуваат на нив. Копајки. Почнавме со наставата, бидејќи во село Мокрино пред 2 години некои деца нашле граната една 155 мм, ставиле врз неа 2 гуми, надворешни гуми од кола, ги запалиле да видат дали ќе пукне. Интересно им. Од една страна на нив им е игра, од друга страна они се несвесни за ризикот. Нема од кај да знаат. За нив е се игра, они го гледат зареѓено, ова е железо, ама да видиме дали ќе пукне, они немат оно ќе пукне. Ама они мислат дека ќе пукне ко петарда, а оно уствари нема да преживее никој. Гранатата беше на некои 20 метри од регионалниот пат према Смоларе. Среќа не се прегреал затоа што ова беше поголема со подебел зид. Иначе ќе имавме жртви. Таа настава државме во сите школи во Ново село, и тоа 2 пати, во соработка со градоначалникот. Он имаше големо разбирање за тоа. И учениците и наставниците во Сушица беа и родителите се фрапирани од онаа што, знаете, луѓето не се ни свесни ние нашата територија, на кој поднебје сме. Проблемот е на југоистокот, значи најмногу ги имаме
Тие се податоците кај нас ги имаме, значи Струмица, Гевгелија, Дојран, Валандово, Битола, Кавадарци, па до Охрид, Галичица. 2021 година 12.300 гранати во Битола пронајдовме. Пред година дена во Битола пронајдов 3.500 пушки. Еве и тие пушки уште стојат во магазин. Овие гранати што ви кажувам што стојат по магазини каде што воопшто не се обезбедени. Слободно може да се изврши кражба. Може некој да ги употреби што се разбира од тероризам. Јас за тоа кажувам, ние не треба да се викаме дирекција за заштита и спасување. Треба да се викаме дирекција за предизвикување на општа опасност. За жал. За жал. За жал, со таква неодговорност и нефункционирање на не се слуша зборот на одговорните лица кои ќе му кажат на некои грешки. Тоа се сваќа, ајде што разбирате, ќе си тераме ние по наше. Мене ми е навистина жал што сето ова го слушам. Јас сум сведок дека 1% од тоа дали го знам за опасностите од тие неексплодирани гранати, ми спомна и касетни бомби има во Македонија. И тоа го среќа не. Касетни нема, но пред 2 години пронајдов за жал во село Николич артилериска граната 75 мм со нервен боен отров исправна. Бидејќи во 1916 до 18 година е користен нервен боен отров преку артилеријата на Солунскиот фронт, беше исправна. Посебна процедура е за ништење на истата, ја уништив таа граната. Такви има се уште кај нас. Јас сакав да ни помогнат. Што значи тоа? Колку човечки животи? Тоа не може да се опише, се зависи во моментот кој ќе се наоѓа таму. Некои ќе загинат, некој цел живот ќе се кукли. Тоа нервниот боен отров е трајно оштетување на мозокот, на нервниот систем, значи не функционират. Така се војувало за жал во Првата светска војна. Поради таа граната соработувавме ние како пиротехничари со сите бивши југословенски републики, со центрите, и ние си помагаме меѓусебно. Еве, например, пиротехничар ако каже дека знае се, тој тогаш ќе настрада. Значи, кај нас не постои суеверие, јас знам се. Ако дојдете до степен да кажете јас знам се, вие сте во многу голем проблем. Значи, тогаш ќе погрешите. Имало случаи, затоа што технологијата на производство на средства за убивање секогаш се прави посовремена за да го излаже оној другиот. Значи, вие кога ќе се опуштите и мислите дека знаете се, баш тогаш ќе погрешите. Ние си помагаме кога мене ми треба помош за нешто што јас не го знам, барам помош од колеги од други земји. Кога они им треба, бараат од мене. Јас соработам скоро секој ден, се слушаме и со луѓето од МВР од антитероризам, си помагаме меѓусебно. Они на мене, јас на нив си помагаме, бидејќи сме во истиот проблем за да преживееме, првенствено ние да преживееме. Бидејќи во нашата работа се греши само еднаш, немате шанса за втора грешка. За жал, да. Но ефтим така треба и да функционира системот. Да си помагаме. Ама не функционира. Тоа е што сакаа луѓето да дојдат да ни помогнат, да дојдат сите директори овде, за да ни помогнат без пари да го решиме Солунскиот фронт. Луѓе од дирекцијата за заштита и спасување што немаат никаква врска со неексплодирани војни средства, конкретно од меѓународна соработка и други нивни пајташи, ќе ги наречам слободно, спречија и бившиот директор, спречија да не дојдат тука директори на центри за разминирање. Тие се втори луѓе во тие држави, во Србија, во Хрватска, во Словенија, во Босна и во Црна Гора, со своји екипи да ни помогнат. Затоа што сме единствена земја што уште тапка во место. Ние не одиме напред, ние се враќаме 100 години назад. Ние сме во моментот 1916. Да, така се однесуваме. Така сме и со опремата што ја користиме ние како пиротехничар. Ние сме застанати во тоа време. Немаме ни нова опрема. Ни донира американците опрема, они намерно ја раздадоа по други институции, ние сме пак на нула. Намерно, за да немаме опрема, затоа што они си имаат во главата пари, некои проекти да си прават за себе, наводно они ќе ги собират гранатите по Кожув со
нервен боен отров, а со кој ќе ги соберат кој нема пиротехничари. Кој нема стручни лица за тоа. И ги спречија луѓето да не дојдат и Меѓународниот центар за хумано деминирање ITF од Лјубљана ја раскинаа соработката со Македонија. Не сакат да слушнат за оваа земја. За жал, од луѓе кои се, јас слободно ќе ги наречам, за мене се тие луѓе државни непријатели. Јас и во некојаш ако најдете во код емисијата која ја снимав 2021 година, која пронедов гранатите во Битола, јас реков, си тие луѓе што работат за да не се отстранат неексплодираните убојни средства, се државни непријатели. Бидејќи јас, еве и сега волонтерски работиме. Секој од страната од неексплодирано убојно средство е за мене минимум спасен еден човечки живот. Секој едно. Значи, ние просек дневно спасуваме по 20 луѓе, просечно. За сега. Ке дојде момент, еве, за година дена и друг колега ќе треба да оди у пензија, и он со душа чека, сака да оди за да преживе, бидејќи во овие услови никој не сака да работи. Платата е 35.000, условите никакви. Пред се, вие не сте заштитени, да не зборуваме и за населението кое живее на тие ризични подрачја. Не се грижи да обезбеди нови кадри. Јас 19 години викам, дајте да вработиме, да ги додека сме тука, ние да ги обучиме. Знаете, во нашата работа теоријата е едно, праксата е друго. Вие на книга може да читате колку сакате. Во пракса ќе наидете на непозната бомба. Ако немате кој да прашате. Утре нема никој да прашате, денес е завршено со вас. Да. Сето тоа се, пак ќе кажам, жално е што го слушаме сето тоа за нашата мала држава, која за жал само во последните неколку месеци, не знам, се соочуваме само со трагедии, со несреќи, ништо убаво не ни се случува во последно време. Јас се надевам дека овие неексплодирани гранати некако ќе дојдат во ваши раце и ќе бидат згрижени таму каде што треба, а нема да настрада ниту едно дете или граѓанин на Република Македонија. И се надевам дека вие со вашата мисија и со вашата упорност и со вашата желба за работа ќе продолжите, ќе спасувате животи и барем нешто ќе промените во нашата држава. Па еве, ние не се откажуваме, 10 луѓе сме што се во пензија пиротехничари, тие се, нема други, еден по еден како што умират, бројката не се намалува, нови нема и ќе не може да нема затоа што нема каде да се образуваат, немаме ресурси, нема центри за едукација. Се обидов, јас најдов 5 деца за ги разговарав со нив, беа и почнавме обука преку американците со луѓето. После 20 дена се прекина обуката на децата, не сакаа да ги вработат. Бидејќи други тројца што беа нивни, паднаа на испитот, па ако паднат тие, и овие не може да продолжат. И пак се враќаме назад. Сега сме салдо од двајца? Салдо од двајца, ама тоа е катастрофална бројка, треба да има минимум 15. Ама, знаете, ако не остане, знаете, јас како математички ја рачунам. Никој во ова општество не размислува, ако некој човек остане инвалид доживотно, дека тоа општество цел живот треба да го на трошок. Да е на трошок на општеството. Да. Тоа е едно. Второ, тоа семејство е уништено. А ние имаме, ви реков, 1160 семејства со инвалидитет од 80 до 100% сме имале. Некој веќе не се живи. Од 1956 година ваму. Имаме и во скоро време, имавме во Кавадарци. Човек остана без прсти од неексплодирано убојно средство. Он цел живот е инвалид, не може да работи. Да, не се гледа таа слика, како што кажавме, се прави терет на самата се вработуваат, знаете што е проблем? Конкретно во нашата институција. Се вработуваат луѓе на места кај што не се работи ништо. Еве конкретно во Струмица ние бевме 13 луѓе, сега е еден човек во дирекцијата. Што тој човек може сам? Во Валандово е еден. Во Радовиш не еден, затворено. И ние зборуваме за заштита и спасување. Со кој капацитет? Кој ќе не заштити, кој ќе не спаси во ова невреме? Се вработуваат луѓе, фигурираат дека се во Струмица, ама не се во Струмица. Некој негде взима плата, значи работното место е пополнето. Пополнето, ама на друго место. Например, у Скопје треба да има 10, има 30. У Куманово место да има 10, има 40. Не ни одат на работа. А во Струмица нема еден. Во Берово е еден.
Како сакате вие да функционирате? Во случај на пожар, поплава, земјотреси, со кој капацитет, со кои луѓе? Чија е грешката овде? Се знае чија е грешката. Никој не се запрашал зошто е така. Зошто јас 19 години зборувам, немаме луѓе, немаме 19 години никој не ставил прст на чело и каже чекајте бе, зошто ние немаме такви луѓе? Или еве сега зошто се случуваат такви работи? Па ако вие немате во Кочани 15 години инспектор, па кој ќе ги контролира, па ќе прават што сакат. Па ќе има во штали, да, ќе има во штали како што кажуваат дискотеки, да. Ќе се прашуваме кај е проблемот. Па проблемот што на работни места каде што ние треба да имаме квалитетни луѓе да ја работат, совесно и одговорно работата, не примаме, тие не ни се подобни тие луѓе. Такви не ни требат на нас. На нас ни требат луѓе со членска книжка, неписмени, ако му кажат дека е црно, да не гледа дека е бело, да вика да, црно е. Да, така е. Да нема свое мислење. Јас имам свое мислење, од секогаш сум имал и од секогаш ќе имам и никој не може моето мислење да го смени никогаш. Не е битно кој ќе биде или партија или да ми заведе да не кажам како овцички. Да, овде не станува збор кој од која партија, станува збор за безбедноста на луѓето. Зборуваме за тоа да има. Затоа и дојдовме до овој степен, затоа што во сите институции е влезена неспособност. За жал, и тоа ќе треба не знам, многу. Не знам дали ќе воопшто ќе успееме нешто да промениме. Затоа што тие се влезени, ќе требат години да ни дојдат нови квалитетни генерации, ако ги пуштат да влезат. Затоа што рековме, што рече Венко, он не сака да даде вие да му го нарушите неговиот комодитет и неписменост. Му го пореметувате. И сите тие неписмени ќе гледат, бидејќи они се повеќе, да ве тргнат и ќе ве тргнат. За среќа во нашата институција има способни луѓе, значи не се сите неспособни. Ама знаете што и они се изморија затоа што само они работат. Тие 10% работат работници за 90% неработници. А сите взимат иста плата, а утре кога се бара дежурен кривец, знаете кој е крив? Тој што работи. Па тоа што бил терен, така, апсолутно. Не може да сгреши. Како ќе сгреши кога не работи? Да. За жал ваква е ситуацијата во нашата држава и во таа област, нели, за кој си ти компетентен. Мислам дека кажавме доста неубави информации, но мора тоа да се соопшти на јавноста, да, мора да сме свесни во каква опасна, не знам, средина, во какво опасно општество живееме. Еве, кажавме, локалите небезбедни, јавните објекти тука и таму безбедни, сепак не се запазуваат, подрачја каде што нели можеме да настапнеме во секој момент на некои неексплодирани гранати и се. Кој би бил советот за сите нас, граѓаните овде? Како до побезбеден живот? Секој моје мислење најпрво треба да почнеме од самите себе, да се преиспитаме ние какви сме како луѓе. Секој единка. Прво треба да почнеме од себе. Од и државата, и општеството. Сме ствари ние. Ние или владата. Да, владата се они. Кој ги ставил? Ние. До сега колку влади поминале пратеници, кој ги ставили? Ние. Се дока ние не се преиспитаме, во нас е грешката тие 33 години, не е во никој друг. Никој од страна нас не е крив. Се што се случува поради нашата апатија, мене нема да ми се случи, на друг ќе му се случи. Не. Утре може би ќе бидеш ти или твоето дете, или јас тоа кажувам. Тие гранати биле пред 100 години, тука и ќе бидат и после 100. Треба да размислуваш дека може би и кога нема да си ти на тој свет, може би твојот син, твојот внук, твојот правнук, твојот праправнук ќе загине. Сега дека не размислуваш така, нема што да зборуваме зборувам за овие со тие што зборувам, ама ето. Нека биде тоа апел до сите. Да се разбудиме, да бидеме свесни, да бидеме одговорни, да бидеме одговорни. Прво ние. Да. Секој како единка. Од тука почнува се. А како ние сите сме нормални и исправни, искрени и да не молчиме за било што, јавно да го искажеме своето мислење, треба да го искажеме. Дали е погрешно или
точно треба да го кажеме. Секоја критика, така се движи општеството напред, со критики, кажување на свое мислење, Оти ни е страв да не малтретират, да не ни го прават тоа, тогаш се уште ќе тониме, оти ние до сега цело време тонеме, не сме застанати уште. Дали ќе застанеме? Дај Боже да биде ова последна катастрофа. Група на оптимисти, јас сум оние нормалните оптимисти, ама тешко оди за жал. Дај Боже тоа да биде последната катастрофа за која ќе зборуваме и ќе пишуваат нашите медиуми. Веќе дојдовме во ситуација, јас сум доаѓал во ситуација, за жал, кога сум бил во другите земји, зборувам за нашата проблематика, да ми е срам да кажам од каде сум. Значи, знаете колку бедно ќе се осетите кога ќе видите кај се отидени другите. Зборувам јас за неексплодирано министерство. Кај се отидени луѓето, каде сме ние, ќе ви е срам да кажете од каде сте, значи ве доведува таква состојба, бидејќи излегува дека сте вие неспособни. Не, вие не сте неспособни. Него вие позади вас се неспособни. За жал, државата која ве праќа, Не државата, и тие што целата држава, државата сме ние, ама државата што ги ставила тие некои си таму што се ставени, а они не знаат зошто се таму, они се таму само за плата да земат и не ги интересира животите на луѓето, здравието на луѓето, безбедноста. Така. Со таа цел јас го правам и овој мој подкаст, да бидеме гласни, да бидеме своји, да го кажеме своето мислење и се надевам дека ќе направиме некоја позитивна промена во општеството. Јас се борам за тоа и така ќе се видиме повторно. Да, ќе се видиме повторно. Има уште многу теми на кои би разговарале со тебе. Се надевам дека ќе се видиме уште на некој нареден подкаст и ќе разговараме повторно. Ти благодарам. За крај да најавам, сега ќе почнеме со настава во градежните фирми, во повеќе градежни фирми, за градежни работници, изразија луѓето желба и ќе ги едуцираме во нашето слободно време за во случај кој ќе најдат на неексплодирано средства, која е постапката. А иначе за цела јавност да кажеме, значи во случај да најдат на неексплодирано убојно средство, што им заличува на бомба, граната, значи не мора и они да знаат што е. Прво и основно е да не го чепкат, значи да не се фаќа. Најосновно е да не се чепка, да не се поместува, да не се удара. Штом не сте го чепнали, вие немате ризик. Значи, најдобро е, јавете се на бројот 112, луѓе како нас ќе дојдат. Еве, ние, како затоа и сме во тоа здружение сите тие луѓе, ќе помагаме на луѓето, ќе ги отстрануваме, бидејќи нема кој да ги отстранува, за жал. Ма јас денес, ако отстрнам една граната, јас сум спасил еден човек. Јас сум исполнет човек. Да. Те благодарам. Се гледаме повторно. Благодарам и на вас. Се гледаме и наредниот подкаст.